Добро дојдовте во ново видео, повторно од Куба, овој пат од Санта Клара. Многу од вас сигурно знаат Санта Клара, местото каде што Ернесто Че Гевара ги победил силите на Батиста со 30 војници. Че Гевара, иако бил убиен во Боливија, неговото тело е тука во Санта Клара и има мавзолеум. Маузолеј, као сега на нашки. Како и да е, ова место е многу битно за кубанската историја. Тука е исто моментот кога Че Гевара го запретил возот со оружје и муниција што Батиста го пратил према Сантијаго. Екипата е се уште тука. Еве го Марки, веќе со боја фатена, спремен за Варадеро да се сунча уште. Еве мама, косата веќе заличува на југоисточно-азиска фризура, така побујна. И јас сум изгорена малце од вчера. Имаме преубаво небо денеска, гледате ги овие бои. За фотографија ова е најубавото, да ви кажам само. Полно е со луѓе на целиот плоштад. Има туристи од целиот свет, најмногу Русија, Германија, Франција. Се надам дека ви се допаѓаат новите видеа и благодарност до сите нови сабскрајбери. Видете ондека она, исто како да сме Мајами. Комбинација со некој полукомунистички со ардеко. Идеме тука барокно. Страшно комбо, страшна архитектура има тука. Гледайте го објектов, буквално копија на белата куќа во Америка. Копи-пейст. Еве аптека и тука, не ви кажат дека празни се аптеките, дека нема никакви лекови, но нешто ова е по-ретро изгледа. Има продавници во чаршијава, но делува како никаде не купува, кога да сега да ги гледаме ние туристи. Ај баш дем што книги имаат. Фидел, че, Латинска Америка, че. Еве и за Бандера. Обично овој не е многу зборен, овој херој, ама овој се борел во првата војна за независност и дури кога победиле, кога освоиле независност, биле по американска окупација, владата што направиле, дека не го признала како генерал, бидејќи најверојатно дека бил црн у тоа време заради тие ствари, го имаат они утепано и тоа фрлено како куче. И тек после у време мислам дека кога се правил новиот устав на Куба под Батиста, он му дадено респект на Бандера. Видете го овој зверов дека, буквално кога да гледате некој мафијашки филм од времето, ома под овој хотел. Но е стварно многу јака култура. Кај сте вачки? Чим стигнемо у Варадеро, ќе те фрлям у море. Нема така. Не, ќе те фрлям у море. А ќе видиме за тоа. Ќе те решам тогаш. Јас тебе. Ја ќе тебе. Кај сте вачки? Додека чекаме да се отвори гробницата на Ернесто, не донесоен ресорт, а да пиеме кафе. И овдека има неколку групи, богати кубанци од Америка. Пијат сокчиња, коктели, се бањаат и буквално има се што ќе посакаат тука. И сега замисли стигнавме до мавзолеот на Че Гевара и не смеам да носам ни GoPro, камо ни друга камера. Телефон смее, но како и да е не е битно. Погледнете го ова здание како е, како парцела. Огромно. Ево, довде се оди. Ајде да влеземе внатре. Сега знам дека можам да снимам во музеот, но не, кај што е гробот. Ево, аз сега чека да ни земе имињата. Дека баш има се што користел и што припаѓало на Че. Читало се што е негово. А за тие што не се знаеле, Че Гевара бил доктор во професија и првен кога се приклучил на групата на Фидел бил како доктор да помага. Но подоцна растел во ранкот и дошол до тоа да биде команданте. Не ми се верува, само што скочиме таму, не сможеш да снимаш, буквално внатре те третираат како да е Господ. Пази кај одиш, немој лево, немој десно. За тие што не сте знаеле, Че е роден во Аргентина, а е убиен во Боливија. Да, он е аргентинец иначе. Завршивме? Да. Дадовме почит. Премни влагаме во автобус. Одиме на кај Варадеро, а ова ни е хотелот. Со овој ќе ми биде човекот валја за се тука, така се представува, сака да се снима, па еве да го снимиме сега. Nice to meet you. My name is David. I will be your concierge. I will be with the guy for all holidays. Сега, влагаме во Grand Memories хотел Варадеро, кој треба да има 5 звезди, дали се кубански, дали интернационални 5 звезди, тоа уште не знаеме. Ќе видиме сега. Ова е место за нас, заедно со Марк, каде што ќе уживаме 4 дена. The lady is coming with the cocktails. Okay. Piña colada. Pina colada, no alcohol. Muchas gracias. Oh, no alcohol? Sí. Salud. Премиум. All inclusive, добиваме се тука сега што имаат во хотел да понудат. Ова е втор пат што имам вакво нешто. Чинг, чинг, чинг. Ова ставено на мен многу пати. Одев во игротеки, ми треба. Аха. Како, например, во игротеката у Даймонд. И таму треба вакви. Еј, овој са ни е испофали, премиум класа да бидеме. Имало нешто алкохол горе за гратис, 2 пива гратис на ден и рум и шампањ. Ја шампањ
Ајде момци, се качуваме сега внатре во голф количката да се викува. Ова се вика голф карт, ама малце поголема голф карт. Ready, sir? Вамонос! Охо, еве него базенот. Beautiful weather, eh? It's not too hot, it's perfect. Ми збори да одам у теретана, па дали сум луд да одам на одмор у теретана. Еве, вака гледате како изгледа многу добро. Ја у ресорти само еднаш сум бил во цело мојот живот и тоа чудно ми е. Стигнавме, ариво. 16 кила ми е торбава, да знаете, само ако чуе до Turkish Airlines, нема да ме пуштат на авион. Welcome, after you. Ладно кочане. О. Чанг. Леле, 3 кревета. Фотелче. Опа! Ово ще е спремно. Кафе, халана, клуб, тенливо вино, водичка. Еве ни го погледот, ние сме тука, се ни е спремно. Welcome to Varadero. Супер! Се решаваме сега на брзинка да видиме што се како имаме да пробаме интернет за да почнеме да работиме малце, леле колку видеа се чека да се спремат. Ова видео значи сега што го спремаме е кон крајот на нашето патување. Вале ќе го аплодирам да успеам сега. Ајде се едно румче да ставиме. Пред да одиме да вечераме, морав да почнам со интернет, морав да видам како да работи за да праќаме видеа. А госпожа А имаме замрзнати чаш. 7 години, extra aged Cuban room. Видете 27 евра како изгледаат. Ајде одиме да вечераме. Човече, уште го барам кај треба да одиме за ресторан. Не, најдов, готово, еве, го видов. Натаму. Ете го таму. Ние може да имаме остави секаде, но мораме да имаме резервација за тоа. Бидејќи денеска немаме резервација, ќе идеме во бафето. Таран, од пиле млеко. Марк се пушта ома на паќење. Еве го месото. Има и морско, има прженици, има се. Марк чека месо. Имаш тука црвена пилешко, имаш обично пилешко. Што ќе јадеш ти? Пилешко, морков, каламари. Што јадеш ти? Пилешко ти? Јас имам пунети пиперки најдом. Ова. Ајде, нинџи, завршиме соење. Сега е време да спиеме, да сме утепани. Се гледам утре. Добро утро, екипа. Конечно имаме малку сонце денеска, тоа што значи дека има бањење во базен, бањење во море. Малце ми е гласот шашав, бидејќи сум стана денеска од 5, сега е 8, ги чекам да станат нинџиве. Мора да видам тивок, идеме да доручкуваме и да видиме што има за доручак. Ајде, Че Гевара. Требаме да најдеме патик за капава, блуза за капава и имам панталони иста боја. И тогаш прав ваков. Каков? Револуционер. И ова ќе биде за Маст Кемпел. Фидел Кастро ќе биде за Маст Кемпел. Да. Момци и девојки, екипата е отидена на море, веќе уживаат, а ја морав да работам нешто со видеата за да ги имате вие што да гледате. Ево вие видеа буквално во моментот што го гледате сега, да знаете дека маста ни ја извади. А сега бидејќи се носам пура, да најдам дали има тука гилотиња, се вика тоа. И да уживаме малце на плажа. Само јас сум селјак, патики на плажа. Дај да најдам нинџиве мои каде се. Ајде. Welcome to Cuba. Cuba Libre con cubano cigar. Леле. Ајде на здравје, друштво. Ајде, серфер! Можеш да имаш? Да, можеш еднаш попосле. Као секој дете не може да го излезеш од вода. Време е за ручек, да се облечеме. Ние средиле собата. Видете што направиле? А кај Марк, тоест кај ја што спијам, кученце. Секоја чест. Honeymoon. Знаете што, не е лошо, а баш вака all inclusive. А ти кажам дека не е лошо. Јадење во толку, пиење во толку, на парот, неограничено пиење што сакаш. Ние си лупавме коктелчиња. А јас кога лупам, ништо не лупнав. Он пие Virgin Mojito пие он. Утре требаше да идеме на екскурзија во Гуама. Не знам, времето не изгледа баш супер и затоа ќе идеме за утре. Да, утре сме си одмараме тука и потоа да собереме батерии за да имаме енергија во Хавана, каде што влагаме повторно во тој интересен хаос на фотографирање и снимање. Ова ни е местото за ручек. Muchas gracias. Рибчиња. Muchas gracias. Ова е лосос. Аха. Мириси убаво, искрено да кажам. Само не сум научен на волку фенси тањери и служење. Освен кога работев во Шкотска и Франција, кога ги служавме богатите. Што е тоа? Овие се тикетс за утре. За Делфини кога ќе видам. Делфини. Чекај, ја нешто не знам. Што? Ова Едно е за Гуама, VIP. Другата е Кајо Бланко. плюс. VIP плюс, значи све имаме леле.
Како и да е, price free of charge. Ајде, делфини ве чекаат. Одиме на делфини, тука многу луѓе си одат, гледа што се случува. Диско! Цела Канада си оди. Одиме! Прво ќе треба да одиме со катамаран, идеме на остров и таму ќе ги гледаме долфините. Welcome Marki to Marina. Buenos días. Buenos días. Добро утро. А овој, дали мене очи ме лажат, дали ова Хемингвей? Ајде, ваше мислење. Ние сме последниот катамаран. Штета дека немаме сонце. Ова е стварно како рај на Карипското море. Are you ready? Ајде тато. Реално ладно, да ви кажам искрено, поготово ќе не дувне сега ветерот. Ладно. И сега одиме на Кајо Бланко островот. Таму. Сега одиме да ги гледаме делфините, но не очекувам да ќе одиме низ мангровите. Обично тука има крокодили, че ова е како затвор за делфини. Да ви кажам искрено, не сум некој мераклија на вакви делфин шоу, но Марк сакаше да види. Ќе му дава да јаде сега. Vedi, le echamos Mateo a... Hello guys, are you ready? So, applause! So, move your piña like that. Vámonos todos con nosotros. Are you ready for it? 1, 2, 3. Што мислите вие, дали ова вреди $50? Тоа вие ги се одлучите. Ја мислам дека ако имате $50 да даете за други работи, за алкохол и за јадење пиење, мислам дека може и за ова, зашто е стварно интересно. Ти беше интересно? Да, можам да ги викнам. Ете го таму скокна, ако ми свирна. Ете ги! А нешто најако за мене тука? Пеликаните. Хај с тебе, бачки. Малце језивки ме руваат, не знам што да очекувам. Што ме гледаш? Од тука одиме на плажа. Ете а таму небото се отвори, сонце видовме. Гледајте а плажа на дека луѓе, гледате ги оние бои. Карипскиот бој се лудило искрено. Ајде, стигнавме на другиот Кајо Бланко, имаме време за одмор, ќе јадеме и за 2 сати ќе одиме. Еј, да имавме сонце луѓе, ова, сам изгледа што ќе беше. А таму имаме група камен пијани руси, со руско техно, руски хаус, руски фолк уедно. Лудило си прават. Но меѓу време не викнаа дека има ручек, така да име да ручеме. Много ще... Хај сте бе вие? Конечно имаме сега тука и скаричка, има орис, има макарони, има пире. После долгиот ручек одиме да направиме фотка. Мора туристичка фотка да се направи на оној дел дека гледа какво е местото. Водава е ладна, но е мека како да газиш на памук доле песокот. Таму одиме. Mama, yes. Well, Mama. Hey guy, you wanna move back to the water? Happy? Имаме нови другарки, едната од Франција, едната од Индија, ги умревме за сликање. Ај вака, ај така. Ами они се слика, да знаете, значи не само ние. Значи имаме фотосесија тука сега на Карипското море. И цело е за нас. Чекай рес, мучачо. Еве ви сувенири, ако сакате да купите, тука има.
Сега одиме на брод, бидејќи страшно олуја се спрема, се надевам дека ќе одминеме и ќе имаме мирно пловење. Ни заврна, едите Марк се крија доле во вецето. Гледај, луѓе истура ова. Гледај, пепел! Ајде, брате! Брзо! Трчаме! Пепел! Марк, полека? Ајде, по тато. Ајде бе. Ајде то. Облечи. Гледате какви проблеми си имаме ние, многу му биле прљави. Ајде. Пепел се направи. Руска да... Брато, со пура седи в нас, не ми се вера. Не, реално, легенда руска. Од овдега капе, пропуштав да бусам вода, луѓе, не ми се вера. Конечно стигнавме, брзо на топол туш. Поздрав екипа. Конечно имаме сонце, ние треба да одиме и сонце пукна. Но не одиме дома, него одиме повторно во Хавана, каде што ќе поминеме 5 вечери, да истражиме уште неколку делови од овој магичен град, како на пример куќата на Хемингвеј и уште некои други места. Варадеро беше многу интересен, но ние сме позаинтересирани за вистинска Куба, за поголема авантура. Не сме ние баш за ваков лежерен одмор. На многу мина ќе ми се допадне, бидејќи тука е луѓе само уживање. Јадење колку сакаш, пиење колку сакаш, алкохол зборам, базени, море, одлична плажа, топ време, еден тон екскурзии, значи многу работи за сите што обожаваат ваков тип на одмор. Еве ги, ама седна, со кокос? Hello, yes. Како се убави? Аха, леко вистински делувај. Како вистински, да. Вистински се. Вистински е. Како најмногу сакаш да скокаш? Па, најмногу сакам бомба. Што прежбе се крстиш? Да ви го покажам местото за уживање. Големиот базен, скоро цело време има музика. Попладне има анимација. Има еден друг базен каде што нема никаква музика, таму е за читање, за одморење. Тука има бар, можеш да седиш во вода и нарачаш пијачка. Тука има снек бар, можеме да грицкаме тука, валда такви помфрити, чипсови, такви работи. До базен има една мала игралиште, внатрешниот дел. Тука, кога времето не е убава, можат да играт децата внатре или надвор. Тука барот, ќе нарачеш пијачка тука, или од надвор, или од водата. Марк, ладно бе? Да. Па многу сакаш джампи джамп? Ова е најтешко кога чекаш да одиш некаде на пат. Имаш уште неколку сати, бараш за анимација, бидејќи како се осеќаш како да немаш време за ништо да направиш. И затоа сега со Марк одиме во... Да, каде годим? Да креаме тегови. Ке се правиме билдери сега. Се искино од вежбање. И... Што вежбаше? Ме видовте? Луѓе, останавме саат време од теретана. А сега одиме да се спремиме за да се враќаме назад во Хавана. Куба! Шефот со точакот. Куба! Кубански шеф. Кај идеме, Буби? У автобус нормално. Во автобус. Прво да јадеме, па у автобус. Ај, чао. Со кај јадеш ти? Спагети. Ова само за мене. Голема порција тазе фусили. Ова е женско човече, главата, овие се рацето, ова е патот, овие се нозете, ова е мачко, ова му е косата, ова му е укото, ова му е устата, ова е полџа, ова е буквата М, тоа што јас почивам со буквата М, моја буква, М. Гледаме Спајдермен. Со 3 Спајдермени. Да. Сега влагаме у сопата. Ајде да видиме, ни ги фотеите. Ова е стакло. Кај што куфери се ставаат, вецето, тушот. Колку интересно, ова е за канти. Се качуваме по скалите. Дури. Еден кревет и пус за мене.
Колку е убаво. Еча. Да, Марк ви покажа се, а ова е дворчето што го имаме, гледа што е убаво средено. И поготово цел хотел е со македонци што дошле со Jungle Tribe, замислете. Значи ова не ми се десило никош доаѓаме тука. Цел хотел македонци, у Хавана доаѓам сите зборат македонци, не знам дека денеска тука се сместени. Ајде на пица. Да пробаме пица. Кубанска. Оля. Шо пиеш ти бе? Коктел пак? Може би. Шо може би гледа како е? Шо е тоа? Virgin Mojito? А ова е кубанското пиво Cerveza. Му стигна пицата на братот. О, брат мој! Еве го другарот. Како си, бачко? Добро. Братот, да ви кажам дека зборува српски, многу работи со Срби овдека и со македонци, така да се разбираме многу добро. Што ќе пиеш? Ајде, little guy. Одиме дома да спиеме? Да. Одиме друштво, добро утро, повторно во Хавана. Еве ни го автобусот денеска со нов водич. Бачкото е Јован, исто од Jungle. Ова е Че Гевара, мајде. Одиме сега, Лас Тераза се вика ова место каде што ни рекоа да одиме со папучи, бидејќи имало вода, може да се бањаме. Види ги кравиве, им е гаља што поминуваат коли тука. Си шета, не се замара. Welcome to Las Terrazas. Го згази ова на шпански. Кокошки. Ај таму видиш има, и таму уште една. Да. Се кријат. Чекај. Ова не е само национален парк, него овдека уствари живеат многу луѓе. Се разбира, секоја установа е државна, но е едно од најчистите места што сум ги видел до сега низ Куба. Овие се птиците што може да видиме тука. Токороро е national bird, Национално пиле. Национална пица. национално пиле на Куба, затоа што има исти бои како кубанскиот знак. Знаме. Сина, црвена, бела. Еве ти и знамето на Куба. Салут, ми амор. Mi amor. Ајде, ми амор. Салут, ми фамилија. Ха, гледаш што вие? Еве, гледате? Го кова, го калеми најверојатно ова. Го закова сега на него. Не знам дали е за декорација или ги калемат вака. Само декорација било ова. Видете го овој звер. Не знам дали е баш ова руска машина, ако некој знае нека каже. Марк, каде име се? На зиплайн одиме. Еве овдека како изгледа едно мало. Гледате, сите зградички имаат бројки. Сите живеат во десетка овдека. И најмногу работат во националниот парк, овие сите што живеат тука. Студио Ариел. Сам дали го изнемуваат ова или што, но како би изгледало ако сте бекпекер овде. Ама на тоа сами да знаеш. Не ти е страв? Не, страх. Само се капата. Се може да не думат. Од тука се почнува 1500 песо една стројца. Еве ги од тука. Преку цело езеро. Марк требал да се пушта само со еден од кубанците и Марк не сакаше со мене, не пушти ја така, затоа ако него не го пуштаат, не губати нас. Еден за сите, сите за еден. Да. Ама затоа ќе пиеме кафе. Уно пиканте, уно нормал. Ајде, бачко, и за тебе кафе? Не. 85% луѓето што живеат тука работат за туристи. Се останато е за социјални работи како школа, имале школа мешано со средно и амбуланта имале. И фармација, се не знам што има од тие места, а најблиска болница на 35 км. Ова е познато место за кафе според нив. Убаво кафе со многу добар поглед, а сега одиме према една река каде што има бањање. Не знам дали ќе се бањаме бидејќи водата била почан, Марк е спремен. Ја ќе се бањам. Тука се бањаат. Сега ќе видиш дали сакаш да се бањаш. Ја не се бањам. Ќе се бањаш, мамо? Не. Видиме, вика дека е многу ладно. Рекава Сан Хуан има дел што е длабок, значи почнува 2 метра и до 5 метра е длабок. А овој дел од дека каде што сме сега е полн со кубанска боа. 3 метра расте. Само што таа не е отровна, така да тоа е окей. Змија. Кубанска змија у вода. Во шумата. Ја мислам вода. Ајде да видиме какво е. Еве го местото. Изгледа многу убаво, но и многу ладно. Убаво е, но не е доволно жешко за да правиме ваква екскурзија да се бањаме. Не е жешко во Куба, ич. Не е како Азија, да речеме да се потиш онака да се цедиш. Да. Зимно време е идеално во Куба. А сега одиме во ресторан според водичката тука, тоа е најдобриот ресторан на ова место. Ајде да видиме. Да ви го покажам погледот. Не знам дали се гледа, но полно е со екалиптус дрва, на палми, банани, паразити нормално. И ова како краставица што е. Не знам што е. Еве уште едно цвеќе што кај нас е саксиско. Знам дека го купуваме ова кај нас, ние го имаме дома. Исто ова. Сигурно сте го виделе.
а и ова. Има уште многу такви, ги гледам доле. Фикуси, монстери, адами. Беше топен до се гледав некако свинчиња, едакме свиња, а гледате го десертот. Джем од гуава со кашкавал. Не е многу среќен. Ајде да пробаме кашкавал со джем од гуава. Менумо. Одиме да видиме плантажа за кафе. Ајде Ернесто. Че Гевара. Сакаш да се зафркаваш. So red. Гледате го ова црвено дрво. Дрва каква боја има. Мал пчеларник. Да. Many bees. Што ми носиш? Оф, леле. Знаете дека ташната джепчиња све ми е пун со камчиња. Да, каже попара. Се носиме. Сега само што ни кажа дека дојавме на оваа плантажа за кафе, но сега нема кафе. Дека неколку години бидејќи почвата е катастрофална. Значи на плантажа за кафе каде што нема кафе. А ова тука било сушара, значи тука седело неколку дена. Тука се сушело кафето. Малце се разочарав зашто нема кафе да се пие тука, очекував дека ќе има кафе. Гледате колку соколи има горе на небото. Кафе плантажа, што нема веќе. Ова е историски дел е тука, значи на неколку ни се пие кафе. Зошто вака? Ето. Толку. Пуш. Че Гевара. Тато се разработи многу бе. Команданте. Многу пријатна температура, тоа што зборевме, плюс нема комарци. Само во собата кај нас во хотел. Вчера ги убив. Само не ја апат. Масакар нозете ги направи. Стигнавме наше мало, го оставивме автобусот, си го најдеме само хотелот. Еве го. Ајде екипа. Добро утро од Хавана. Сонце пука, пече и одиме на доручек. Вчера испивме од два коктела, малце дури главата ни е бунг-бунг, но беше многу добро и сега идеме повторно на истото место, бидејќи имаате доручек, а и окей се цените. Како продаваат пури, видов се? Еве како продаваат овоше. Ај ова, што ви значи? Знам дека многу од вас знаат. Се седат на улица, цело време се прават муабет. Социализација на највисоко ниво. Ја сликам Еритов дека и одгоре историја. Кој дојде? Ке сотрем. Перфектно. Ладен шаур. Видиш како дават работи? Со јаже. Го спушта и жената ќе го зима доле. Да не дадат по скали. Дојдовме повторно во местото каде што вчера бевме, бидејќи има многу добро мени, многу добра услуга. Гледа што е убаво. Чисто средно сите зборат англиски, перфекција. За 1800 имаме мени доручек, 2 јајца, тост, шунка, кашкавал, джуси кафе. джуси кафе така. Ова е најдоброто нешто. Јука справа. Ова е људ сос, со пивце нешто се, топови, само ние сега за доручек ги јадеме. Топ јадење, а во меѓувреме имавме некои повици да направиме за некои потенцијални соработници кога ќе се вратиме во Скопје, бидејќи во Скопје сме само 5 дена и мораме се да бутнеме воедно, бидејќи имаме новитети кои ќе ги споделуваме, ќе ги гледате на Инстаграм или можеби веќе сте ги виделе, бидејќи ова видео ќе касни, така да интересен продуктивен ден. Оваа УНЕСКО катедрала е од 1750 некоја година, мислам дека, и се вика Ла Сан Кристобал, но не остално, бидејќи тука биле остатоци, или како се кажа, моштите на Колумбо. Ама биле преместени во Шпанија после, не знам која година точно, затоа е многу битна, бидејќи моштите на Кристовер Колумбо биле одека. Барокна структура, значи ова е магично, едно од најубавите цркви што сум ги видел, искрено да ви кажам. Едит мора да се облече за да ги сокрие нозете и не се плаќа. Искрено многу е убаво. Сан Кристобал. Okay, English, sorry. Happy? Е, вака изгледа аптека во Куба.
Не знам дали имаат апчиња или само не се слушнав дека само природни работи продаваат тука и суплементи. Значи луѓето што сакаат апчиња треба да најдат се на црн маркет, затоа што во аптека ништо нема буквално. Во Хавана, ако шеташ, имаш помалце шанси дека тоа застане да ти прода нешто. Моментот кога ќе застанеш, кога ќе стопираш, како ос, ти доаѓаат сите вака камбио, жени, девојки, коли, такси, дрога, цигари, пури, рум, сим картица, екскурзија, прошетка, и некакви работи за јадење, се. Тука шијат нешто, не знам што работат. Вакви шијат. Тоа е традиционална кубанска кошула, да знаете само, со овие тука две линии. И имаат различни цени и различни материјали, начин на производство. И само стилот е тој. Познат сладолед италијански во Куба. Викаат дека има убав сладолед, само не знам како го одржаваат сега, без толку струја. Што кери бе? Плавот. Кај доаѓа музиката. И сите вака возат со мотори. Сите луѓе чекат за лев. Сега сме на пат кон нешто што за многу луѓе е најинтересно нешто во Куба. Идеме во куќата на Ернест Хемингвеј, а денеска сме со екипа од Македонија. Само што стигнавме околу половина час, имате возење од Хавана до Сан Франциско градчево, каде што е музеот, односно куќата на Ернест Хемингвеј. Он, односно жена му, негова после неговата смрт ја донирала на Куба, бидејќи фраерот му сакал Куба. Четвртата жена башка, имал 4 жени, шизикот и 3 деца. Не му било лошо дворчево тука и џунглава наоколу. Хемингвеј живеел во Хавана со неговата жена, односно сите жени, и секоја вечер, односно секој ден по цел само пиел и не можел да пишува. Жена му дошла тука во Сан Франциско и барале куќа каде што ќе може да се пресел, каде што он ќе може да почне да пишува повторно. Ја нашла оваа куќа, дошле и дури он се сложил да дојде тука, бил веќе сваќал дека нешто не е во ред со неговото здравје и со алкохолот што го пие. Први ја рентале оваа куќа во 59-та и во 60-та година веќе ја купиле. Не им дозволува да влезе внатре. Не знам која е причината, демек да биде се оставено како што е било. Кукав бизон. И тука си работел човекот. Добра приказна има за Хемингвеј, има таква шизички вајб, онак, инфлуенс од него да земеш, да те мотивира за креативност и за авантура. Што ти е живот? Собираш работи, ке пишуваш, ке твориш и ке те памтат вака, ке те гледат. Ако оствариш некое наследство, ако не оставиш ништо, ја тоа го учам Марк, да направи нешто у животот, што му е еден, да направи толку нешто големо и мокно, што за секогаш ќе го смени светот и секој ќе го памети. Дај Боже сите наши деца, сите млади да направат нешто повеќе. Така тото? Треба го смениш светот? Да. Да, таму се гледа, не може да приметите, пишувал, кога почнал да веќе бил болен, како губел тежина, таму пишувал секој ден, односно секоја недела колку тежи. А ти таму се гледа како пишувал, колку тежи, гледате? Ако може, вуп, се зумира. Видете го погледот што го има. Одиме на кај базенот. Во Куба во везно VPN да се ставите луѓе. Без VPN нема ништо овдека. Базен, нема вода. Главоко изгледа човекот знае да плива. Ова беше бродот на Хемингвеј. На овој брод многу пати помина тука низ морето, измеѓу Хавана и Мајами. И таму горе ова беше нарача да се направи само специфично за него како бар. Качи горе и стави шишиња и таму пиеше. Ја завршивме куќата на Ернест Хемингвеј и сега одиме повторно на плажа, само што немаме сонце, може би дури ова подобро, да не изгориме. Ова е последен ден за плажа во Куба. Повторно на истото место каде што почна целата кубанска авантура. Припремајте се. Вау. Јас веќе гледам, тоа не чекува. Очи веќе печатат овие војсе уште малку. На истата плажа, на истите лежалки, стварно многу убаво. За мои очи подобри од Варадеро. А мисля дека да. Хеј, кој со македонска група, гледа што имаме сега донесено. Таран! Ома се паркира тука горе. Еве ние екипата тука сите седнати. Да ви кажам искрено, вака кога си месец дена без македонци водите, кога ќе си ги видиш твоите.
Сега дечко ќе биде најпопуларен кубанец во Македонија. Денеска пак возиме со олдтаймери, нормално Марко одбере црвена и идеме малце низ град пак. Ова беше куќата на Че Гевара. Добредовте во светот на кубанската криза, кога русите ставиле 1 тон нуклеарни ракети овдека, како одговор на тоа што американците имале во Турција. Ние не сме свесни колку бил светот близко до нуклеарна војна во тие моменти, бидејќи од прво начин на комуникација, со писма, значи се допишувале, и какви случаи имало во Атлантскиот океан, каде што имало и руски подморници, кои не можеле да искочат на површина заради американските струери. И за крај од оваа тура стигнавме тврдината Морро, една од најмокните, една од најнепробивливите тврдини што некогаш изградени на оваа планета. Да го чува овој залив, што е буквално влезот за Хавана. Секоја вечер овдека во 21 часот топови пукаат. Не пукаат со овој, нема мислите дека ова е тоа што пука, но вака изгледале. Завршивме со Морро и сега одиме да одмориме малце и одиме после на ручек на најдобрата пица што е во градот. И ја завршуваме Хавана со супер ручек, супер пијачки, супер луѓе и време е да идеме дома да се спремаме бидејќи не чека огромен, многу долг лет. Идеме Хавана, Каракас, Венецуела, Истанбул сме 12 сати и потоа Скопје. Во Скопје сме многу малце луѓе бидејќи почнуваме нова авантура, идеме за Исланд. Ова ви го откриваме сега, така да ви благодариме што бевте дел од нашата авантура во Куба. Се гледаме во наредно видео. Пис!